Нема да ги полираме чевлите на некои политичари на земјите членки на Европската Унија, иако треба да прифаќаме секакви уцени и диктати, простете, но јас не сум тој соговорник. Премиерот Христијан Мицкоски е дециден дека фокусот на владата и натаму е Европската Унија, ама цената не смее да биде понижување на граѓаните. Според него и македонската јавност и меѓународната заедница досега биле навикнати на функционери кои би прифатиле секакви ултиматуми без оглед колку задираат во идентитетските прашања. Со промена на власта се промени и реториката. Европска Унија да, ама со европски вредности. Мора да се навикнете на политичари кои што се грижат за своите граѓани, кои што работат за своите граѓани честно, одговорно, без истите да ги понижуваат и ограбуваат. А фокусот на оваа влада, како што кажав, останува кон Европската Унија. Не сме сами, имаме многу пријатели кои што се дел од европското семејство. Продолжуваме да градиме пријатели кои што се дел од европското семејство, а ако мислите дека треба да ги полираме чевлите на некои од политичарите и земјите членки на Европската Унија и дека тоа е начинот и правиот пат, простете, на јас не сум добар соговорник. За критиките од опозицијата дека Македонија останува изолирана по одвојувањето од Албанија на патот кон ЕУ, Мицкоски вели дека власта во овие 100 дена покажала дека е посветена на евроинтеграциите и тоа преку бројните средби и активности на меѓународната политичка сцена. Мицкоски го повтори ставот дека уставни измени со одложено дејство би можеле да бидат прифатливо решение, но предупреди дека Македонија се соочува со двојни стандарди по однос на договорите со Грција и Бугарија. Прашува зошто во случајот со Бугарија не може да важат правилата за одложено спроведување на обврските, како што беше во случајот со Грција и потпишаниот Преспански договор. Ако се гледа Преспанскиот договор, тој е условен. Уставните измени се условни. И таму си стои. Ке поминат уставните измени, но тие ќе бидат ефективни тогаш кога грчкиот парламент ќе го ратификува пристапниот протокол на Македонија во НАТО. Многу јасно стои. И во уставниот закон е така, што е усвоен во парламент. Го сакаме ли сега овој пакта? Ајде бе тој да го примениме за да го решиме ова прашање. Ке станат уставните измени ефективни тогаш кога Бугарија ќе го ратификува пристапниот договор во ЕУ. Двојните стандарди не се европски вредности, вели Мицкоски. Вредностите се во преговарањето, разговарањето, разбирањето. Токму тоа и го понудил премиерот на Унгарија Орбан на средбата со Мицкоски минатата недела, кој рече дека неговата земја е спремна да биде посредник во преговорите со Бугарија, нешто што источниот сосед веднаш го одби. И покрај ова, премиерот е дециден дека градењето на добри односи со соседите, макотрпната работа дома, спроведувањето на реформите и цврстите позиции кон идентитетот може да не однесат кон Европската Унија со зачувано достоинство.